Тана до 865 кубни сантиметри, Георги Пожаренков од Вардар до 1150 кубици, Витомир Блажевски, партнер Скопје, до 1300 кубни сантиметри, прв беше Сашо Андреевски од екипата Херц Македонија, до 1600 победи Александар Димушевски од партнер и над 1600 кубни сантиметри првото место за Славчо Георгиев од Херц Македонија. Во екипна конкуренција најуспешни беа возачите на Херц Македонија. Француски патеката во Пробишти се возеше првата трка која се бодува за првенство на Македонија во ридско-брзински трки. Патеката во Пробишти е долга 7 км и 250 метри, а се возеше во 5 класи. Во првата класа во двете трки најдобар беше Славчо Георгиев на Peugeot 205. Инаку Славчо Георгиев имаше најдобро време и на тренингот. Во оваа класа се појавија само 3 автомобили, и тоа Ончев Ѓорги на Алфа, Ромео и Миле Делев на БМВ. Инаку победникот на оваа трка, Славчо Ѓоргиев, имаше и најдобро време од сите автомобили во кои настапија на оваа трка, логично затоа што и оваа класа има најсилни мотори кои имаат јачина до 2000 сантиметри кубни. Ој е второпласираниот Ончев Ѓорги на Алфа Ромео, инаку член на автомотодружството Тито Велеса на оваа трка забележа најдобро време од 3 минути 6 секунди и 210 илјадити делови од секундата. А сега гледате Делев Миле на БМВ кој во првата трка забележа трето време, а потоа во втората трка излета од патеката, меѓутоа без сериозни последици. Ова е веќе четвртата класа, а со стартен број 42 е Александар Димушевски на Форд Escort. Ке видите исто така Александар Димушевски имаше пех во оваа трка, излет од патеката, возилото е оштетено, меѓутоа Александар Димушевски помина без посериозни повреди. Ова беше второто излетување на оваа патека, која е доста безбедна, многу е брза, меѓутоа секое излетување не носи потешки последици. Александар Димушевски во првата трка постигна време од 2 минути 52 секунди и 300 илјадити делови од секундата. Ево, гледате, ова е штетеното возило на Александар Димушевски, кој во втората трка се појави со возило, го замени возилото со Југо 45. Ова е веќе класата 2, во која супериорен беше Витомир Блажевски на своето Југо и имаше најдобри времења во сите три трки, во тренингот и во првата и втората трка која се бодуваше за првенство на Македонија во ридско-брзински трки. Инаку Витомир Блажевски е еден од најпознатите возачи во нашава република, може да се каже дека е еден од најквалитетните. Во
класата 3, најдобро време постигна Сашо Андревски. Тоа се автомобили од типот Југо, кој постигна за време на тренингот имаше најдобро време од 3 минути и 7 секунди, а Сашо Андревски имаше и најдобро време во втората трка, додека пак во третата трка тој го подобри своето време за 80.000 делови од секундата. Ова е југото на Санде Стоилов, кој имаше, гледате, незгода, излета од патеката, меѓутоа и тој помина само со полесни повреди. И за крај остана можеби најатрактивната класа во нашава република, тоа се популарните фичовци, тоа е класа на автомобили до 750 кубни сантиметри, класа која беше најбројна, највеќе застапена овдека со возило, имаше дури 19 пријавено возачи, инаку да напоменеме дека во преостанатите 4 Второ време во оваа класа го гледате на стартот со број 71, Ончев Ѓорѓи од автомотодржството Илија Рапчевски и Тито Велев. Тој зад првопласираниот Славче Ѓорѓиев заостана дури 19 секунди и 400.000 делови од секундата. Вчера на истава оваа патека постигна трето време, инаку, како што рековме, тој допатувал Тито Велес, 31 годишен, 7 години има искуство, а минатата година беше единствен надпреварувач во оваа најсилна конкуренција. И со број 73 го гледате Миле Делев од екипата Автомобилист од Скопје, 19 годишен, минатата година учествувал во класата 1, најголем успех на Бодно, 5-то место, исто така Галичица 5, вчера на иста оваа патека постигна второ време, но за жал денеска беше малку несигурен, не успеа да ја заврши тркава, ќе видите за малку. Токму пред целта, еве и неколку убави кадри пред овие навистина лоши моменти. Делев Миле излета од патеката, но за среќа, иако неговиот автомобил беше скоро целосно уништен, тој помина скоро без никакви повреди. Веќе сме во четвртата класа од 1300 до 1600 кубни сантиметри. Во оваа класа се појавија само двајца надпреварувачи, од кои само еден, Александар Димушевски, го гледате на патеката со стартниот број 42, од екипата на Партнер Скопје, успеа да пристигне на целта, иако, како што можете да забележите, и тој имаше неприлики, но сепак важно е да се пристигне на целта, а времето за кое тој пристигна изнесуваше 18 минути 23 секунди и 720.000 делови од секундата. Со број 41, Делев Владко од Автомобилист не успеа да стигне до целта, поради квар се откажа пред време. Во класата 3, класа 2300 кубни сантиметри, настапија тројца возачи со бројот 22. Го гледате Саша Андреевски од екипата на Херц Македонија од Скопје. Времето за кој тој денеска помина патеката изнесуваше 3 минути 9 секунди и 220.000 делови од секундата. Брзината просечна му изнесуваше 117 км. Исто така да кажеме дека тој и вчера беше неуспешен на оваа патека, водеше малку побрзо и оваа патека вчера помина во време од 3 минути 7 секунди 460.000 делови од секундата. Минатата година беше вице-шампион во оваа категорија. Со број 21, втор на денешната трка, Илија Малинковски од Автомотодржството Академски. Зад најдобриот Саша Андреевски заостана 2 секунди и 780.000 делови од секундата. Инаку 25 годишен вози од 89-та година. Со стартен број 26,
На третото место денес Чедомир Митрески од Кичево, автомото друштво Санде Пеовски, зад првопласираниот Андреевски заостана 41 секунда, 36 годишен со доста големо искуство на патеката се натпреварува од 1978 година. Како што може да видите патекава, како што рековме почитувани гледачи, таа е навистина доста брза за овој тип на трки. Не е многу долга, некаде околу 6250 метри, со висинска разлика 320 метри. Веќе сме во втората класа, класа до 1150 кубни сантиметри, со стартен број 1, Витомир Блажевски од автомото друштвото Партнер Скопје. Времето за кое тој мина патеката 3 минути 11 секунди и 990.000 делови од секундата, просечна брзина 118,5 км на час. Во иста оваа класа тој и вчера беше прв. Втор на денешната трка Вукашин Бежиновски, автомото друштво Санде Пеовски од Кичево. Заостана 16 секунди зад првопласираниот, инаку ветеран, 44 години, вози дури од 76-та. Минатата година во иста оваа класа трет во генералниот класман. На иста оваа патека минатата година исто така трет, вчера пет. Со број 9 Светле Ѓуровски од автомото друштвото Илија Капчевски Iko од Тито Велес. Зад водечкиот зостана 17 секунди, повеќе од 17 секунди. 30 годишен натпреварувач, инаку минатата година учествувал на иста оваа трка, не успеал да ја заврши поради дефект, вчера заврши како 9. И во најмалава класа, класа 1 до 867 кубни сантиметри, најзастапена класа би рекле, дури 19 натпреварувачи, најбрз, со најдобро време, Пожаренков Ѓорги од екипата на Вардар Скопје, со време од 3 минути 31 секунда и 860 делови од секундата. Дебитант инаку постигна просечна брзина од 107,7 км на час. Вчера беше втор. Со број 4, победникот од вчерашната трка, Јордан Велевски од екипата на Битола, 43 годишен, минатата година четврти во севкупен пласман, на ова истава патека исто така прв, минатата година 16 години се натпреварува, значи со доста големо искуство, голем успех, овој викенд едно прво и едно второ место. И трет во оваа класа би рекле најмала класа, Томислав Стојановски од Автомобилист Скопје заостана 6 секунди зад првопласираниот, минатата година победник на Галичица и минатогодишен првак на Македонија во класата 1. Инаку, исто така настапува и на оваа патека минатата година, на целта пристигнал четврти. Да го пофалим и организаторот, автомото друштвото Злето Пробиштип, кој успешно ја организираше оваа трка, имаше неколку мали незгоди, но за жал без потешки последици. Трките беа возбудливи, еве еден натпреварувач кој не можеше да не подлегне на атмосферата на денешната трка, но за среќа се добро се заврши. Гледачите задоволни ја напуштија патеката, а еве гледате моменти од свеченото прогласување на победниците. Да повториме, од вчерашната трка, победни во класата 1, го гледате на вашите екрани Јордан Велевски од екипата на Битола. Во втората класа, Витомир Блажевски, партнер. Во класата до 1300 кубни сантиметри, класа 3, Саша Андреевски од Керци, Македонија. Четвртата класа, најдобар Владко Делев, автомото друштво Автомобилист Скопје. И во онаа најбрзата, пета класа, првото место за Славчо Ѓорѓиев од
Херц Македонија, екипа која и екипно беше најдобра на вчерашната трка. На денешната трка во класата 1 најбрз Ѓорги Пожаренков од екипата на Вадар, единствен представник. Во втората класа Витомир Блажевски, двоен триумф вчера и денес. Во третата Саша Андреевски, исто така двоен триумф, вчера победи и денес. Во четвртата класа денес единствено пристигна на целта Александар Димушевски и во брзата Славчо Ѓорѓиев од Херц Македонија, исто така и денес е екипа која беше најдобра. И неодминливото шампањско поврзано с секупот. Се разбира со автомобилистичките трки. Навистина, уште еднаш да кажеме, добро организирано. Ова беше се за Добро вечер, почитувани гледачи. На патеката на Галичица денеска се одржа годинашниот четврти ридско-брзински надпревар. Во 4 класи учествуваа вкупно 25 возачи, а должината на патеката изнесуваше 6950 метри. Првите две трки од годинашното првенство се одржаа на стазата во Пробиштип, а вчера на истава патека се одржа третата трка. Победници по класи беа следниве. Во класа 1 до 850 кубни сантиметри победник беше Ранко Стојановски со вкупно време од 5 минути 15 секунди. На второто место се пласира Јордан Белевски со време од 5 минути и 17 секунди, а на третото место се пласира Ѓорѓи Пожаренеков со време од 5 минути и 24 секунди. Во класата 2 до 1150 кубни сантиметри првото место го освои Витомир Блажевски со време од 5 минути и 4 секунди. На второто место се пласира Христаки Давидковски со време од 5 минути и 6 секунди, додека трет беше Виктор Арсов со време од 5 минути и 25 секунди. Во класата 3 до 1300 кубика прв беше Илија Малинковски со 4 минути и 51 секунда. Второпласиран беше Александар Димушевски со 4 минути и 52 секунди, додека трет беше Симеон Граовски со време од 4 минути и 59 секунди. Пласман на клубовите. Прв беше Партнер со 40 бодови, втор Автомобилист со 39 бодови, а на трето место беше Херц Македонија со 35 бодови. Еве веќе сме на стартот на денешната трка. Прва стартуваше најсилната класа 4 со над 1600 кубни сантиметри. Пред малку го видовме првопласираниот Златко Делев. Во моментов стартува Александар Димушевски кој го освои второто место, додека третопласираниот Симеон Граовски постигна време од 5 минути. Во класата 3 до 1300 кубни сантиметри прв беше Илија Малинковски, второто место го освои Сашо Андреевски, а на третото место се пласира Чедомир Митревски. Во класата 2 до 1150 кубни сантиметри прв повторно победник беше Витомир Блажевски со време од 4 минути и 58 секунди. Втор беше Христаки Давидковски со 5 минути и 2 секунди, а трет беше Виктор Арсов со 5 минути и 14 секунди. Во класата 1 до 850 кубни сантиметри прв беше Ранко Станоевски, втор Јордан Белевски, а на третото место се пласира Ѓорѓи Пожарнеков. Кај клубовите
Прв е автомобилист со 49 бодови, втор партнер, како и трето пласирано Херц Македонија со 35 бодови. Бевме сведоци на добра организација, секако секој организатор посакува да трката заврши без проблеми, така беше и денеска, каде што немаше ни еден инцидент, ни едно излетување, ниту една повреда. Ете тоа беше, драги гледачи, кратката репортажа од денешната трка. Пријатно!